Мемуано студио што активисти Драган Димковиќ и цели уште да префацуес и зелен хуман град. Добро дојдовте во ова интервју во Алса телевизија. Добро најдов, фала ви за поканата. Вие ги следите состојбите со животната средина, особено тоа што се случува во Скопје. Што мислите за акцијата која ќе почне вечерва за прочистување на град Скопје? Дали е само популизам или може нешто на вистина да се постигне за 72 часа? Така. Значи, ние се наоѓаме во една многу интересна ситуација, каде што беше ветено дека за 72 часа ќе биде изчистено комплетно Скопје. Меѓутоа, прашањето не е дали ќе биде или нема да биде постигнато тоа, се изведува не е проблем. Не е воопшто никаков проблем тоа. Меѓутоа, ние се наоѓаме во една логичка замка, каде што ние сме заложници на самите партии кои што не внесуваат во самава ситуација, каде што ние немаме чисти градови, се гушиме буквално во смет и сега они доаѓаат и ни ветуваат дека ќе не спасат нас за 72 часа од заложништвото во кој што самите тие не ставија. Значи, треба да сватиме дека едноставно 30 години се вртиме во едно во исто орце, рециклираме на партиски кадри и ништо не се случува. Така што ние се наоѓаме денеска во една ситуација каде што не викаат ако не гласате за нас, ќе ви се деси ова што ни се дешава моментално. Значи, ѓубре, отпад на сите страни, палење на шуми, палење на депонии, депонијата во Трубарево која што беше една екокатастрофа, ненабавка на нови автобуси, како и едно што се нема десено до сега во историјата на градов, блокирање на целиот град да нема јавен превоз. Тоа е катастрофално нешто. Ако чистењето е толку едноставно да се прави за 72 часа, зошто мислите дека не е направено досега? Вие спомнавте дека е одговорност на политичките партии. Меѓутоа, зошто треба граѓаните да го трпат ова? Ако можеше, зошто не се организираше порано според вас? Заради партиски поени, според мене, со тоа што они ќе ветат нешто, кое што треба после да го исполнат кога ќе дојдат на власт и тоа ќе го исполнат за да не спасат нас, као еве ние дојдовме и сега нас треба да ни се клањате зашто ќе ве спасиме од ова кое што самите тие го створија. Значи, политичкава криза со отпадов е створена од партискиве кадри на владачкиве фигури. Тоа мора да ни е кристално јасно и да ни е кристално јасно дека сме во форма на манипулација и дека мора да излеземе од неја како знаеме и умееме. Вие имате ваш представник во Советот на град Скопје во новиот мандат. Кое мислите дека е најдоброто решение за чисто Скопје? Перманентно решение, долготраено решение? Така, значи ова не е едноставен процес. Ќе треба системски колаборации помеѓу самите институции, заедно со граѓанскиот и активистичкиот сектор. Меѓутоа, пред се мора да се почне со елиминација на отпадот кој што ние можеме да го елиминираме и да искористиме тоа што можеме да го искористиме. Значи, отпадов моментално се зима све на едно место и се фрла на депонии. Има многу попаметни начини на управување на отпад, тоа е на пример нула отпад визијата и концептот нула отпад кој што вели. Значи, тоа што можеме да го искористиме како ресурс, ќе го искористиме, на пример органското ѓубрево кој што отпадот во Македонија е составен 60% од него. Значи 60% ние можеме да го преработиме во хумус, кој што после ќе се употреби од самите паркови зеленила за храна за самите растенија или дрва. Понатаму, ние мораме да употребиме примарна и секундарна селекција на самиот отпад, изолација на градежниот шут, за да може да се реискористи понатаму во улици, во градежништво, селекција на пластика, метал, стакло и соодветен извоз надвор од држава, заради тоа што ние сме подписници на Базелската конвенција и можеме ние да извозуваме отпад ако веќе не можеме да се справиме со него внатре во самава држава без да си ја уништиме животната средина. Значи, отприлика тоа е концептот, за да дојде до негова реализација треба. Дали имаме услови да го реализираме ова како прво? Технички услови или? Да, секако дека имаме. Значи, Зелен хуман град успеа да издействува во минатиот мандат 2 биокомпостари. Значи, тоа се машини кои што го земат органското ѓубриво и го преработуваат во хумус. Тоа беа 2, меѓутоа никогаш не беа имплементирани. Зошто?
поради партиски препукувања, егоа на вработените во град Скопје кои што има должност тоа да го имплементираат. Значи ние, односно сега владачкава гарнитура, ако сака да се постави како некоја озбилна гарнитура, мора да имплементира вакво нешто, и тоа не само два, него во секое мало да има компостари. И тоа е нешто кое што мора подхитно да се сработи. Ѓорѓевски во едно интервју тука во Алсат кажа дека засега граѓаните на Скопје не се доволно, да кажам, подготвени да направат соодветна селекција на отпадот за да може да се почне ова што вие го кажете. Дали е тоа вистина? Дали треба да се подигне свеста кај граѓаните прво? Да, меѓутоа со таа изјава се става вината кај граѓаните. Тоа не е воопшто точно, значи тука играат улога самите институции, само во јавно предпријатие комунална хигиена, кои што заедно со институциите, со образованието и со градот Скопје мора да направат една таква кампања за да се подигне свеста на народов за селекција на самово ѓубре или самиот отпад, да го кажеме, и нормално казни за тие кои што нема да го почитуваат тоа. Значи без овие две работи тешко дека ќе постигнеме некаков ефект. Ќе останеме уште малку на ова тема. Која е одговорноста на градоначалникот за чистотијата во градот или имаат поголема одговорност советниците кои донесуваат важни одлуки? Вака, значи самиот градоначалник е извршната власт во градот, а советот е законодавната власт. Должноста на градоначалников е да стави одговорни луѓе на главни позиции на самите јавни предпријатија, кои што ќе се грижат за тоа предпријатие, ќе се грижат да функционира безпрекорно, јавните услуги да се навремено извршени и внатре да нема партиски препукувања или работа едни против други, се со цел да се наштети на една на друга партија и на крај кој страда? Граѓаните страдат. Значи тоа е главната одговорност на градоначалникот. Во пресред на зимската сезона ќе го имаме повторно проблемот што не се повторува секоја зима и тоа е загадениот воздух во Скопје, особено во Скопје. Кое треба да биде решението според вас и тоа што вие ќе го барате од новата локална власт? Така. Значи прво нешто кога што го спомнав е концептот нула отпад, без тоа не правиме ништо, ќе се гушиме во депонии и во загадени еко депонии. Значи прво кој што треба да се направи е ригорозна контрола на самите индустрии кои што имаат А и Б интегрирани дозволи, потоа да се направат мерни станици со периметри околу самите индустријски загадувачи, со кое што ќе може да се овозможи некој приказ во живо кој од каде и зошто загадува, за да може да се информирани самите инспекторати и да се информирани самите граѓани. Ради тоа што ние моментално знаеме дека Скопје е загадено и толку, немаме појма ние од каде, зошто и како и кој загадува. Мислите дека не е вистина дека домаќинствата се најголемите загадувачи? Апсолутно не е вистина. Секако дека учествуваат во делот тоа, меѓутоа да се каже дека домаќинствата се загадувачи не е точно. Ради тоа што ние и во летните периоди имаме загадување на воздухот. Тогаш немаме домаќинства, нели? Да. Имавме проблеми во минатиот период со некои депони кои беа згаснати од време на време. Кое би било решението според вас за депониите? Особено за илегалните, но ете да зборуваме и за Дрисла. Така, значи дивите депонии или илегалните депонии не смеат да постојат. Отварање на нови депонии исто така не треба да постојат, значи не треба да се фокусираме натаму. Концептот нула отпад, значи Македонија на годишно ниво генерира некаде околу 900.000 тони отпад. Тоа не е страшно многу. Меѓутоа, сите решенија кои што ние ќе им ги предложиме на властите или на советите, они викаат дека се скапи. Ајде сега, господа, да видиме што е поскапо. Дали да имплементираме нешто како што треба или ќе ни умираат луѓе од загадениот воздух, околу 6.000 годишно, и тоа се зголемува цело време. Ќе имаме случаеви на онкологија, каде се тука трошоците на здравствениот систем, каде се тука намалената продуктивност од самото загадување. Тука се исто така загадените води, воздух, почва, храна и исто така имаме огромен наплив на иселување на младите луѓе и тоа секогаш ќе го земеме во предвид што е поскапо.
мислам, многу едноставна математиката што треба да се направи. ЗХГ е единствената политичка група во Македонија и во град Скопје која што уште од почетокот се залага за нула отпад и уште од почетокот се залага за вакви научни истражувања и научни дејности и решенија кои што се засновани секако на факти и кои што имаат реална апликација. Некаде биле аплицирани, ние истражуваме, ги земаме тие и правиме мали адаптации за локално поднебје. И само така ние можеме да имаме некаков си напредок за разлика од партискиве решенија кои што се буквално од джеп извадени. Значи, ЗХГ моментално е во процес на формирање на првата партија во Македонија, која што во сршта на неа, самиве вредности кои што ние ги носиме е заштита на луѓето, заштита на животните и заштита на животната средина. И сега, на нас ни треба поддршка за се во ова, ни треба мнозинство во советите на град Скопје, ни треба исто така после мнозинство во надворот Скопје, за да ние кажеме, еве дечки, овие решенија ги имаме на локално ниво и дајте ни година-две, нема да ни дадат 72 часа, мислам, нема да ветуваме такви ствари, дајте ни година-две да видиме до каде ќе стигнеме со тоа што ќе го имплементираме ние, базирано на факти, за разлика од моменталната ситуација во која што сме денеска. Некако локалните власти, како да кажуваат и да се оправдуваат секогаш дека нема доволно средства, тоа што кажавте и вие, која е улогата на Министерството за екологија тука? Дали треба Министерството повеќе да прави така суштински и поголеми проекти за селекција на отпадот, за депониите, за прочистителни станици, за такви работи? Секако, како што реков, средства има, значи буџетот на Македонија е доста голем, буџетот на град Скопје исто така голем. Потребно е не само Министерството за екологија, Министерството за животна средина, државните инспекторати, Министерството за образование, самиве градови, сите да се вклучат заедно, да седнат на иста маса и да кажат, дечки, вака веќе не бива, дајте да видиме што можеме да направиме за луѓето, пошто ни се угушија, умреа, болни се, а делни се иселија. Значи, морала да биде една симбиоза помеѓу институциите, кои што видовме дека они не функционираат како што треба внатре во самава институција, а не па да збориме за некоја соработка меѓуинституцијска. Гледаме дека има и граѓани кои навистина не се толку свесни, да кажам така, и вистина е дека фрлат ѓубре на секаде, дали треба да постои комунална полиција која ќе се занимава само со вакви работи? Да, секако. ЗХГ уште одамна се залага за комунална полиција. Тоа е уште од времето на СФРЈ, биле наречени, мислам дека позорникари. Тоа биле луѓе кои што биле познати во самите мала, се грижеле за самото мало, луѓето ги знаеле, се грижеле од тоа да не фрлат луѓето отпад, да се зачува јавниот ред и мир, асистирале во сообраќајки, спречувале сообраќајки, кражби, тешки кривични дела. Значи, ова се луѓе кои што исто така ги заштитувале животниве, луѓе и животнова средина. Значи, луѓе познати на самава комуна, на самово мало и луѓе кои што пред се нема да бидат партиски кадри вработени по некој наратив или по некоја партиска одлука, без познавање, без стручност. Такво нешто, ако го дозволиме да имплементираат властиве некоја си комунална полиција, не само што ќе биде полошо, туку ќе им дадеме на нив уште еден инструмент во нивнава партиска борба и уште полошо ќе се направиме на тој начин. Значи, треба законски измени за ова или можат сами општините да го прават ако сакат? Не сум сигурен да не кажувам на памет. Ама веројатно дека ќе треба да се направи такво нешто. Тогаш на крај на ова интервју сме, ќе чекаме да поминат 72 часа да видиме колку чист ќе биде град Скопје во наредниот период. Ви благодарам многу за ова интервју во Алса телевизија. Фала ви на поканата.